И по 7 години од кобното великденско попладне кога згаснаа животите на Кире, Филип, Цветанчо, Александар и рибарот Борче, раните се свежи, а без детали за вистината, болката е уште поголема. 7 години трае агонијата на 5 скопски семејства кои ги загубија своите најмили во Смилковскиот масакар, што се случи на денешен ден 2012 на Велики четврток. 6 мина беа осудени на доживотен затвор, ама на барање на висшето обвинителство и со одлука на Врховниот суд пред 2 години беше укината, а осудените за грозоморното убиство пуштени да се бранат на слобода. Од лани обвинението го застапува специјалното јавно обвинителство. Тогаш Јанева тврдеше дека нема ново обвинение. Се останува исто, рече. СЈО ги поседува така наречените бомби за овој случај, што пред 3 години сегашниот премиер Заев како тогашен лидер на опозицијата рече дека ги поседува, а кои ќе значат и расветлување на целиот случај. Тоа ќе се случи во време согласно нашето сценарио. А како што гледате, како се движат работите, тоа време е веќе многу блиску. Секако, не само монструм, ќе видите и за криминали, финансиски, поврзани со врхушката на власта. Лани пак Заев се предомисли. Немал конкретни докази. Ако Зоран Заев имаше конкретни докази, верувајте како секоја бомба, така и таа бомба ќе објави до крај. Но таму има сериозни индиции, кои што се моја обврска пред се како граѓанин, а во тоа време и како шеф на опозицијата, комплетно да ги предадам во институциите на системот, специјалното јавно обвинителство. Но со години ниту јавноста, ниту семејствата на убиените не дознаа какви се тие докази и што всушност се случило на Смилковското езеро ноќте на 12 април. Денеска, на овој болен ден, не успеавме да стапиме во контакт со родителите, но пред 2 години во октомври со Алфа ексклузивно споделија SMS комуникација со која ни ги открија ветувањата кои им ги давал актуелниот премиер Зоран Заев пред да дојде на власт. Се сомневаа дека нивната животна трагедија била искористена за политички поени. Велат господинот Заев 5 месеци се рекламираше со нашиот случај. Ни пушти порака дека ќе ни ги даде тие 5 разговори. Државна тајна. Прво велеше дека се 6, ама ништо од тоа досега. И покрај неколку годишните превирања со целиот случај, семејствата се уверени дека обвинетите се вистинските убијци на нивните чеда. Добивме ветување дека ќе ни ги даде тие 5 државна тајна, он викаше 6 спрема судијата. 5, он викаше 6. Не го испочитува тоа, мислиме дека Заев е поголем монструм и убијците. Политички пазар меѓу Заев и Дуи за да седи у фотелјата негова. 2015-та друго не ветуваше, сега друго прави. Револтирани сме од Катица Јанева, не обеќаше дека прв случај ќе виде, ама молки од тамо, како што гледате. Ми мислиме и она дека политички е пазарена со СДС и Дуи. Обвинетите го негираат обвинението за 5-кратното убиство, а за адвокатите на одбраната не постојат докази дека обвинетите го сториле делото. Рочиштата се одложуваат, а вистината станува се подалечна. За 5-кратното убиство остануваат обвинети Алил Демири, Африм и Агим Исмаиловиќ, Фейзи, Хаки Азири и Сами Љута. Алил Демири и Африм Исмаиловиќ се уште се во бегство. Во масакрот кај Смилковското езеро беа убиени момчињата Кире Тричковски, Филип Славковски, Цветан Чоацковски, Александар Накевски и 45 годишниот рибар Борче Стевковски.